17 часот и 45 минути. Време кога ви закажувам нова заедничка средба и отвараме уште една нова животна приказна. Велат вчера е историја, утре е мистерија, а секако денешниот ден е дар од Бога. Добро дојдовте во уште една животна приказна. Јас сум Здравкица Милич, останете на фреквенцијата на Македонската телевизија. Try to tell you what to do. Наша вечерашна гостинка, популарната Тамара Тодевска. Родена е во Скопје, ќерка е на Велко и Брана, а сестра на Тијана Дапчевиќ. Важи за еден од најдобрите вокали на овие простори, а своите почетоци во музиката се од незини најмлади години. За кариерата, за животот, за Хана и Дарен, за најголемите предизвици во незиниот живот, таа ја суголи душата како никогаш досега. Уживајте. Don't be afraid to spread your wings and fly. Tell them, raise your voice and say it loudly. Show them. Ја слушнавте кратката најава и видовте за кого станува збор, кој ќе биде моје вечерашно друштво, секако и ваше. Добре дојде за Тамара Тодевска во животна приказна. Тамара, искрено од срце добре дојде во љубави моја. Животна приказна. Драго ми е што ќе бидеш наш соговорник и повели, ова е твојата позиција. Имаме што да кажеме навистина доста. Се надам дека ќе бидеш искрена, како и секогаш, и дека ќе бидеме пријатно друштво за гледачите на Македонската телевизија. Ми се допадна твојата најава. Морам да те како се вика, да го променам тоа што го кажуваш. Значи све е тоа дека сегашноста е дар од Бога, меѓутоа минатото се заборава, нели? Сегашноста се живее, Така а е. иднината се сонува. Па да, затоа велиме дека иднината или утре е мистерија. Така е. Така Тоа е. е чувена изјава на мојот драг пријател Игор Џамбазов, која што ми е онака водилка во животот. Никој е твое мото. Мото, да. Така, кој те праша денеска како си, Тамара? Никој. Денеска никој, Никој не ме секојдневно праша, да. Кој те прашува искрено како си? Дали се тоа твоите најблиски или Да ти кажам искрено, како што растам, созревам, мислам, јас растам секојдневно. Многу тешко ми оди и тоа. никако да пораснам? Тешко ми оди тоа созревањето, се шалам. Се помалце и помалце се оние вистински луѓе во мојата близина, како некако да се проретчуваат со текот на годините и како сами да се селектираат, знаеш? Се филтрираат. Баш така, се филтрираат и остануваат оние најискрените и најверните пријатели, за кои што јас буквално би го дала и животот и се што би ми побарале, меѓутоа знам дека истото ќе го добијам и за возврат. Ретки се, ама квалитетни. На кого ти секојдневно прво помислуваш и знаеш да прашаш како си искрено од срце? Па тоа најверојатно се моите родители, пошто ги слушам секојдневно, ама не ги гледам секојдневно. Што поради обврски, што поради тоа едноставно дека се нема време. Па онда знае некогаш да ми текне, не сум го видела татко ми или не сум го видела мајка ми 2-3 дена, па да седнам у кола и да ги изненадам да им се појавам на врата. Не најверојатно, него тие се луѓето кои што ги мислам секојдневно и секако сестра ми. Знаеш дека сме врзани како црева со Тијана и дека се слушаме секојдневно и дека кога нема да се чуеме ние нешто чудно, како да нешто се случило, зашто ја нема цел ден, разбираш? Како по дефолт да мора да се чуеме, разбираш? Помина наистина многу години од кога Тијана замина за Белград. Дали е истото чувство на недостаток или си веќе привикната бидејќи години така функционирате? Се сеќаваш ли кога таа замина? Како не се сеќавам, имав неполни 16 години
Она замина прво за Белград, никој не знаеше дека она уствари отиде и И да ќе остане нека нема таму. више никад да се врати, Боже ме сачувај. Али многу ми беше тешко. Ја и она сме врзани стварно многу и буквално како да отиде дел од мене кога отиде она. А јас бев во тие некои години кога навистина најпотребна ми беше. Меѓутоа ме остави во добри раце. Нејзините другари станаа мои другари. Станав нивно дете за кое што има задача да се грижат и некако спроведат низ да ме градот. спроведат низ животот, не низ градот. Ја низ градот сама се спроведував. Така што некако ете нејзините луѓе пробуваа да ја ублажат таа болка на недостаток. Меѓутоа знаеш како осеќам колку ми фали кога ќе дојде. Тогаш осеќам колку ми фали, зашто кога е тука Се е постојано поинаку, сме да. заедно и се е поинаку и другачие животот ми тече. Али после некое време кога знае подолго да остане, знам дека кажам ајде. Доста ти е. беше. Време е да си одиш. Секој гостин за 3 дена. Да, како беше? свако госта 3 дана доста. Така. Кажи ми какво детство имавте со Тијана? Дали темпераментот важи за едната и за другата? Не знам како е повеќе изразен. Можеби кај тебе во нека друга форма. Дали се тепавте? Дали бевте немирни деца? Знам дека се сакате, но... Пази се, со оглед на тоа дека Тијана е сериозно постара од мене, некои 9,5, не цели 10 години. Она беше тинејџер, јас кога бев малечка. И ти само и сметаш. Апсолутно, на моменти. Али памтам дека ме влечеше секаде со неа. Одев по снимања, одев по настапи нејзини. Се дружев со нејзините пријатели. Излегував со неа, одев у диско, моето прво Како диско, приколка, да. буквално, моето прво диско беше на мои 9 години. Значи, Како те пушти? не, па со неа бев со родител старател број 2. Да. Она е број 3 уствари. Она е родител старател и ден денес се понаша како да е родител старател. И на моменти ми пречи, на моменти ми е симпатично. На моменти знаеме да се искараме за тоа. Аман, виште, викам, не си ми мајка, човече, да ми кажуваш се. Биди малце, Порасно. викам, не го биди со уз мене, не биди против мене стално. Ама ти ваква, ти таква, ти ова. Викам, а дека ти една сјајна беше, викам, на мои години. Дека беше све потаман. Шала на страна. Секогаш е Кои втора карактерни мајка. црти ги имате Втора мајка е исти? секогаш. Па бунтовни сме многу, многу сме експлозивни, многу ни е тенок фитилјот. Многу сме избувливи и двете. Но кратко трае. Апсолутно. Ние сме од тие кои што ќе се изнавикаат, им проаѓа секоја ќе се изнавикаат, знаеш? Не се Као случило после- никогаш да после не ништо да не изборувате со денови? Како не се случило? Се случило. Да. Се случило и траело. И кој прв попушта? Обично јас сум таа која што не попушта. Али зависи кој е крив, знаеш. Обично оној што е крив се јавува прв. За се треба двајца, Да, нели? апсолутно, да, али тој што е малце повише крив, се јавува прв. Порано сме се карале многу околу облеките, памтам колку викаше по мене кога ќе иземав нешто без прашање. И сега тоа мене повторно ми се случува дома со ќерка ми. Са бајле, например, си барав една јакна за да си ја облечам и сватив дека си ја облекла за во школа без да ја видам. Дојде тоа време, И да. дојде тоа време кога се и ја гледам вака и кажам, ќе те скршам. И си викам, чути си, Тамара. Исто Иста тоа беше, го да. правеше. Така. Колку години имавте ти и Тијана кога се разведоа вашите родители? Јас имав 9 години, а Тијана имаше 18. Така, значи Тијана веќе Она полнолетна. веќе беше полнолетна, Така. да. И она тоа најтешко го прифати. Мислам, не најтешко, јас го прифатив најтешко, меѓутоа она одеднаш порасна. Она одеднаш остана постарата сестра која што треба да се грижи и за мене и за мајка ми у тој момент. И мислам, мајка ми не се грижеше за мајка ми, да не се сватиме погрешно, него едноставно беше одеднаш созреа на брзинка. Така делуваше целата таа ситуација. Да, за на неа. Остана да живееш со мајка ти. Да. Колку беше лута на целата таа ситуација?
Јас сум лута ден денес на таа ситуација. Не им прости никогаш зашто тоа се случи, иако се во одлични односи и... Види да ти кажам, со оглед на тоа дека ми се случи истото, после долго време. Токму тоа сакав да го кажам. Ова го намерно ми го правите се. Не. Добро, јас сум малце, мене солзите тука ми се. Добро, тоа е природно. Го поминав истото сега што го проаѓаше и мајка ми и татко ми. Го пројдовме и Александар и јас истото. Моите деца за жал го пројдоа истото. Меѓутоа, поучена од комуникацијата која што ја имаат и ден денес мајка ми и татко ми, каква што во тоа време беше мислена именка, мислен, значи тотално беше надвор од сите норми, некој да речам, во тој период кога они се разведуваа, мислам, се криеше тоа, не смееше да се зборува за такви работи, а они не беа тие такви луѓе. Они беа многу отворени, многу не знам. Има здрав однос. Апсолутно поздрав не можеше да биде и ден денеска. Така, едноставно, вам ви пречеше тоа што веќе не сте заедница, што не живеете заедно. Тоа е тоа што мене ми пречеше цел живот и ден денес ми пречи што јас не живеев со татко ми и јас да го гледав секој ден. Јас го гледав него секој ден затоа што одев на музичка, прво одев во средно музичко школо, а потоа одев на музичката академија, тоа е една зграда која што е поделена на два дела. Средното е музичко е десно, академијата е лево. Он беше на академија, работеше. И јас го гледав секојдневно, он беше со мене, можеби повеќе и од мајка ми, преку ден. Меѓутоа пак ми фалеа тие заеднички дружби, ми фалеа тие одмори заеднички, ми фалеа тие заеднички ручеци, вечери, ми фалеа такви некои моменти кои што ете сега инсистирам да се случуваат со моите деца. Така, меѓутоа има тука нека друга позадина и поука на сето тоа. Каже истото го помина, меѓутоа многу е поважно кога децата растат во една здрава средина отколку во средина која што е токсична. Така е. Така да од тој аспект ама многу наидувам на многу лоши коментари од нашиот народ кога зборувам на оваа тема отворено и кога за мене е подобро да имаш добар развод. Најдобро е да бидат лош брак. Нели децата треба да имаат и мајка и татко и најдобро е кога се живее во заедница, тоа е неспорно и тоа ние не сме Али пак убаво го кажа, не треба да е токсична заедницата. Кога некои двајца не се согласуваат постојано, тоа не може да е нормална средина. Така. Твоите деца колку се лути на вашиот развод? Па види, они тоа не го кажуваат сега така на глас. Многу помали од Па не, Хана има скоро 9 години. Додуше веќе ние не сме во заедница скоро 3 години. И она беше доста мала. Меѓутоа, они беа мали, али им беше јасно зошто све тоа се случува и зошто треба да се стави некој точка на се тоа, од проста причина што беа дома и им беше јасно каква некомуникација имавме јас и татко им. Беше ли тешко да се објасни? Ја мислам дека цел живот ќе биде тешко да им се објасни, додека не дојдат на некои мои години, како јас што сега сватив. Како јас што се најдов во некоја слична ситуација, ја дури сега ги сваќам моите родители. Така. И колку ствари треба да имаш храброст за да го направиш. Сериозна храброст. Така, и одново почнуваш нешто, промена, нов живот, така. Пред некој ден прославивте 80-ти роден ден на твојот татко. Навистина убава бројка, дај Боже да биде многу повеќе од тоа, да славите 90 и 100 и така натаму. Како помина целата таа атмосфера? Па подготовките месеци уназад имаше изненадување? Траја, да. Имавме многу големи желби за изненадувањето да биде уште поголемо. Дури и сега на роден денот кога му раскажував што се сакавме да направиме, пустиот додека му зборував почна да плаче и си викам леле среќа, викам не го направивме, викам ќе го изгубевме, викам Боже ме сачувај. Човекот таму од што многу сме, сите сме емотивни кај мене во фамилија, многу, поготово татко ми. Мајка ми.
Сите сме емотивни и сето тоа го осеќаме буквално во целост. Се тоа. И таа љубов што се дава, и тоа внимание, и сето тоа не прави многу емотивни сите. Така што многу ми е драго што успеавме да дојдеме до некое да речем изненадување за татко ми, да му ја припремиме таа прослава со неговите студенти, со неговите другари, пријатели, колеги, фамилија, и успеавме. И фалим на сите кои што учествуваа во целата таа организација. И многу сум среќна што и он беше многу среќен и што го направивме задоволство да го памти. Така. Пред некој ден имаш исто така, Хана, прв јавен настап на пијано. Многу грешиш. На Хани е тоа втор јавен настап, а јавен настап имала до сега многу пати, али не клаверски. По дома. Не, Хана оди со Еурека, например, Dance Academy, таму игра хип-хоп. Хип-хоп го викаме ние. Постојано се надпревари со Еурека и постојано добиваат први места, така што се однесува до јавни настапи, не е прв. Знаеш дека пееше и на Златно славече, Хана? Не знаеш, ќе пуштиме после на Маша да види битбокс кралица, да ја види. Тогаш имаше 6 години. Буквално пееше исто како и јас кога почнав да пеам. Мислам дека е прв јавен настап на пијано. Не, втор е. Втор јавен настап на пијано е и втор пат свири своја композиција. Одлично. Како беше чувството? Една поинаква возбуда? Јас пак ќе кажам, тука ми се солзите, многу сум емотивна, сплачев цело време додека свиреше, мислам, не ни очекував дека другачија ќе реагирам. Ама, мислам, тие се солзи радосници на мама, детето, талентирана е многу, што ми е многу драго и кејф. Нема на кого, мислам. Баш, многу сака да пее, многу сака да игра. И има гласчето уште од сега и го гледам дека е вансериско и дека собрала се од сите тетки и баби и роднини околу. Значи, и пењето е се што можеше да се земе од сите најдоброто го земала. Така што и предвидувам блескава темпераментна од она што сум можела да го испратам, но колку е Хана емотивна? Многу. Баш преска и го покажува видеото од дедо и од роден денот. Со солзи го изгледа. Многу емотивна и не знам колку е тоа добро у животот. Јас не сум проаѓала добро, пошто сум многу емотивна. Од моје искуство баш и не е нешто добро. Меѓутоа, ја раскажуваат за неа, например, учителките од школо и од Еурека и од сегде како е ретко дете со ретко големо срце. Дека е страшно емпатична, дека на секого би помогнала во секој момент, дека пред сите ќе ги стави прво сите па после себе. Што е по мене не е добро баш. Меѓутоа и јас сум таква. Така што нема да ја биде лесно во животот. А Дарен? Дарен е исто емотивен, меѓутоа е не се расплинува толку со емоциите. Повеќе чува во себе, баш така ги штеди. Меѓутоа и он е маза, и он е дете кое што знае да даде љубов, знае да прими љубов, знае да гушка и да таков е. Целиот е љубовен. Шири позитивна енергија. Он ми е слаб. Ма и двајцата ми се слаба точка. Години си на сцена, години си дел од јавниот живот, што поред Тијана, што после твојата кариера и така натаму, колку научи од тугите грешки или само на своје? Крајвица. Не сум Ништо не научив од своите грешки, а од тугите уште помалце. Мајка ми цел живот ми збореше дека добро, но кога ќе се глупавите луѓе учат од сопствените грешки. Никогаш не можам тоа да го прифатам и избега од тој час. Избегав баш така, избегав од тој час.
Се трудам нормално да не ги повторувам грешките. Многу сум научила на своја кожа, дури премногу за мој вкус. Али од тугите не. Никогаш. Не би сакала да зборувам нешто што веќе толку многу зборувано, нешто што Слободно збори, што сакаш. не, поради гледачите, нели, да не се повторуваме. Аха, добро. Нешто што кај нас некако ќе направиш 100 добри дела, за жал, едно нешто нема да направиш како треба и тогаш веќе си осудуван и така натаму. Знаат само тоа да го спомнуваат и ги забораваат добрите нешта. За жал, такви сме можеби како народ, ненамерно или намерно, не знам, но во тие такви некои ситуации, ето конкретно, кога се случи таа несакана случка со химната, како се чувствуваат твоите родители? Знам дека сигурно ти била најголемата поддршка, но дали во некои ситуации си се запрашала зошто сега морам ова да им го направам на нив? Како тие се чувствуваат? Како тие се бранат од сите тие, нели, коментари? Да, невкусно е кога еве самата си мајка и знаеш дека ако некој нешто каже на твоето дете, како тоа го преживуваш, доживуваш и така натаму. Како твоите родители тоа го поднеси? Конкретно татко ми беше многу погоден од целата таа приказна од проста причина што јас отидов да пеам таму по негова иницијатива. Имаше вина, Имаше, чувствуваш да, вина? он ден денес чувствува вина за тој настан, затоа што кога ми се јавија да ме поканат за тој чувен 4 јули во Америчка амбасада, јас априори одбив. Некој внатрешен глас, ја што кажувам дека секогаш треба да го слушам, ми кажуваше дека таму не ми е местото. И некој од вработените во Американската амбасада, кој што се испостави дека е студент на татко ми, му се јавил лично на него. Професоре, сакаме Тамарче да ни дојде, знаете, сега она представник на Евровизија, нели беше, кој друг ако не она да ја испее химната и Велко нормално ми се јавува мене, сине, молим те, кој друг ако не ти? Викам, Велко, ако ти инсистираш, никаков проблем, ќе одам, ќе испеам. Он беше со мене таму на случувањето. И 20 минути пред да излезам на сцена, татко ми, познавајќи ме праша дали го знам текстот. И јас си викам нормално дека го знам, викам, Велко, ајде, сине, познавајќи те, пошто имав неколку случаеви предходно каде што ја пеев химната и го имав сгрешено текстот. Меѓу другото и еден фудбалски надпревар. Македонија играше со не знам кого. Ја заедно бев со татко ми. И тогаш го утнав текстот, затоа што ете имам проблем со памтење на текстови, небитно да не должиме. Татко ми, познавајќи ме прашува дали го знам текстот. Викам, Велко, го знам, човече. Викам, како може да 100 пати сум го пеела? Вика, 100 пати си го сгрешила. Вика, потсети се. Тоа беше моја грешка, што не се потсетив порано. Со глава во зид. Значи, одиш да ја пееш химната, а не си сигурен дали го знаеш текстот. Мислам, тоа е мој пропуст. Го фатив микрофонот, вајде да не набре. Значи, тоа е мој сериозен пропуст, заради кој што една од тие грешки кои што сум ги направила, кои што ме научиле дека тоа не сме никогаш повеќе да се случи. Да јас одам неспремна некаде да пеам. Да, но се случува пеачи со сопствената песна да како не, постојано ми се случува, па тоа моите блиски го знаат и тоа пред некој ден некој ми кажа, некој да те знае, па некој кој што иде постојано со тебе на настапи, кој што те слуша дека своите текстови си ги грешиш, апсолутно ќе му биде јасно дека е тоа ненамерна грешка. Не и се. Татко ми вика дали го знаеш текстот, нели? Јас му викам го знам, он ми вика потсети се да скратам, го отварам јас. Го отварам текстот на химната. Никола Бадев, некоја верзија од пред 91-а, каде што последната строфа е уствари таа која што ја измешав јас. Старо, младо, машко, така завршува. Да. Таа четврта строфа. На нозе се кренало, старо, младо, машко, женско, на нозе се кренало. Ја го читам текстот и искачам да пеам. Толку емоции имав ја во тој момент. Јас толку се осеќав, знаете како? Пошто ми се случи Евровизија претходно, бев горда на себе и на целиот тој успех. Знаеш, онака искочив како паун, што се вика. Да пеам од петици, од цело срце. Дури кога завршив со пење,
толку ме трогна тој момент, што ете си ја испеав химната на својата земја, што си минувајќи се од сцена, со солзи се симнав. Толку емоција дадов. Никој ништо не примати во тој момент. Ниту јас, ниту татко ми, ниту сите тие кои што беа во Америчка амбасада во тој момент. Понесени од целата атмосфера. Апсолутно, никој не ја примети таа ненамерна грешка. Јас си отидов дома после тоа и после некој саат време. Не, јас си го ришернав на Твитер. Го ретвитнав, уствари, видеото кое што некој го снимил таму, без лоши коментари, него снимка од самиот настан, ми искача на Твитер, ја му правам ретвит, него не слушам до крај, како и по обичај, ништо што не слушам до крај, него само ретвитуjem или ришерувам. И после тоа видео, ствари излезе сам себе го убијал. Да. После тоа видео излегоа порталите со бомбите и со нападот. И Тамара ги изостави Гоце Делчев и Питу Гугли. Платена е за да ја испее овакво. Тогаш се случуваат хаосот со идентитетот, со бугарите имаме проблем, со сите живи имаме и проблем. Значи, у погрешно место, погрешно време, значи, до тогаш се редеа коцките како што треба. Како што заврши таа Евровизија, така све тргна да се растура. Да, Евровизија те дигна во плафон. Да. Значи, тоа беше врвот. Ама денеска врвот е дно, знаеш. Да, и доброто зло. Така, и после известно време се случи. И после се деси тој шамар. Така. Као да ме, кај си тргнала ти се, врати се вам. Е, тоа беше. Беше ли тешко да се излезе од целата таа ситуација? Па мене ми е ден денес тешко да излезам од целата ситуација. Мислам, тешко ми е. Се справувам со тоа што... Знаеш како, кога ќе сгрешиш... Дали никогаш си помислила, добро, луѓе, што веќе да направам? Па не сум помислила, милион пути што веќе да направам. Значи, извини се, раскажи како било. Знаеш, Јас едино што ме мачи во животот во врска со тоа е тоа што сум неправедно осудена. Тоа е тоа што мене ме боли како човек пред се. Така, при тоа ја признаваш твојата вина и грешка, мислам едноставно не знам тоа, како, да. што друго треба да направам. Да. Еве, апропо муабетов, што повеќе треба да направам. На секој мој пост, на секоја моја излегување јавно, кажување, интервју, рил, Инстаграм, Фејсбук, секогаш ја научили химната. Е првото прашање. Сега у последно време гледам како им удираат контра на сите тие ботови. Кои што се ботови, тоа се непостоечки профили. Тоа се луѓе кои што не постојат. Или се не знам, многу лоши луѓе кои што немаат друга работа, па ај сега ќе удриме по Тамара, досадно ние, разбираш. Се одрази ли тоа на твојата кариера, на твоите настапи, си пак живееш од музиката? Па, да речеме на почетокот се одрази на тоа што ми се паузираше се. Значи јас бев у екот на создавање нова музика во тој момент. Јас имам ден денес песни кои што стојат од 2019 кои што сега сакам да ги издадам затоа што ми е жал да не останат издадени. Мислам, сакам, ми фалат. Сакам да ги пуштам на народот да ги чуе. Седат веќе 6 години во фиока. Разбираш, чекаат. Јас имав цел албум кој што го стопирав тогаш. Мене ми се стопираше животот тогаш. Мене не само кариерата, мене животот ми се стопираше. Така, твоите родители ти беа најголема поддршка? Они ми беа најголема поддршка, сестра ми такоđe ми беше најголема поддршка, пријателите. Имаше оние кои што сами си се оттргнаа. Знаеш, пошто имаше некои луѓе блиски кои што ми беа, кои што ми се јави и ми рекоа како не ти е срам да се продадеш. Значи имав и такви ситуации. Сериозно непотребни ситуации кои што не знам, ете, можеби тие луѓе не би биле пријатели. Најверојатно. Така, најверојатно, да. И доста за тоа. Да зборуваме така, да зборуваме за убави нешта. Ја споменавме Евровизија, горда на тебе, горди сите ние кои што навистина воодушевувачки до ден денес како ќе се слушне таа песна. Има ли некои работи кои не си ги споменала досега во јавноста, нешто што ти се случило таму или што ти донала Евровизија?
Евровизија ми донесе многу голем бројка на фанови низ цела Европа, кои што ми си ден денес фанови, кои што се ден денес на моите евровизиски настапи. Тие фанови ми донесоа концерти во Мадрид, во Амстердам, во Лондон, во Германија, во Келн, имав 3 пати гостував во Лондон, имав дури сопствен концерт. Така што тоа е доброто што го донесе Евровизија и Proud и добро е што и ден денеска е една од, кога ќе се спомне Евровизија, Proud е една од тие песни кои што оставиле печат на таа Евровизија, што Така, е за мене. трета среќа беше за Тоа е тебе. за мене најголем успех. Трета? така. Не, пета беше. Пета? Уф, Тоше? Тоше, па 2008 со Врчак и со Адриан, Така. па 2014 со Тијана, значи четврта е, управо си. Четврта, Да, така. да, управо си, Четврта да. повторно би се пријавила на Четврта. Евровизија? Па би, зашто да не, ако имам добра песна, да. Зашто мене ми е многу жал што Македонија не се такмичи на Евровизија, колку год тоа да звучи за нашиот народ. Мислам, Евровизија како Евровизија, со текот на годините многу е променета, да, меѓутоа, ако сите се откажеме од неа, што ќе остане? Така, сепак е едно најголемо музичко шоу. Апсолутно. Така. И тоа е добра промоција за државата. Апсолутно. Што ти се вртеше низ глава кога се искачуваше на табелата додека... Кај ќе правиме Евровизија? Тоа ми беше најголемото оптеретување во тој момент. Човече, викам, кај ќе правиме сега, ќе треба сала, леле трошкови, леле пак ќе ме плюкаат. Сега трошкови за ово. Така што Не смеам ни да победам. Не смеам ни да победам. Тоа беа 43 минути лебдење. Јас лебдев, воопшто не бев присутна тука со луѓето, него некаде бев на некоја друга планета. Во свој свет. Во свој свет, на некоја друга планета, во некој паралелен универзум живее во тој момент. Најбавото за мене искуство и тоа баш пред некој ден, не знам каде го кажав, многу се насмеав кога прочитав на Твитер како некој пишал, Тамара се уште ги шерува 12 поени уште, вика, у 2019-та. Ама што да правам? За мене тоа беше стварно доживлje. Да, тоа беа твоите 5 минути. Неверојатно доживување. И ден денес кога го гледам тоа, јас како во тој момент да сум таму, истото чувство го имам. Значи Евровизија повторно би била за тебе еден убав спектакл доколку би добила добра песна и понуда. Да. Јас многу би сакала, например, сега да гостувам со Proud на некоја евровизиско шоу. Меѓутоа треба да им текне. Да ме поканат, што ја не сум од тие само што се кани. Али би сакала и такво нешто. Зашто да не да отворам некоја вечер на Евровизија со Proud. Што сериозно битна песна е на Евровизија Proud. Така, што најмногу знаедете насме? Јас знаеш дека сум И се смееш и смеам плачеш. постојано и се смеам постојано и постојано плачам. Близнак сум у хороскоп и имам 4 во мене, не 2. Ми се менува расположението од момент во момент. Во последно време Дарен нешто ме засмева многу. Многу е станат како старо мало е. Изборува мало човече од 6 години, изборува како големо. И Да, кој е најсмешното прашање кое ти го постави? па еве пред некој ден ми постави прашање: "Мама, колку дрва има на планетата?" Ја го гледам Лука вака и Лука ме гледа и вака. Као не знам што ќе одговориш сега на ова. Викам, ваljda колку што има и луѓе, викам толку има и дрва. А Лука таму не е точно, помалце дрва има. Луѓето ги сечат дрвата Дарен. Значи Дарен Тај Дарен се збуни тотално. Ме смеат они двајца многу, ме смее Лука многу. Лука е еден веселјак човек кој што ми го направи животот многу поубав. Така, Лука се појави пред 2 години, така? Да. Во твојот живот. Да, Лука е многу хумористичен. Многу ме смее постојано. И имаме иста освои на смисла прва? за хумор имаме. Па тоа ме освои. Тоа тука
муавет тргна многу. Хемијата? Да, ние уствари се запознавме преку заеднички пријатели, случајно во кафана. Пред 3 години, да. Добро. Пред некој ден Дарен им Хана го праша, а как се запознавте ти и мама? Во библиотека. Читавме книги во Да, библиотека. Зоки-поки. Така што на тоа паднав, на неговиот шарм, на неговата елоквентност, на неговиот хумор, на тие зезалици заеднички од познати српски култни филмови кои што си ги кажувавме еден на друг. Значи, ортаци сте во права смисла на зборот. Тотално. Лука нема претходен брак, нема своји Лука деца, претходен меѓутоа од оно што сум успеала да видам од социјалните мрежи, буквално е 100% посветен на Дарен и на Хана. Да. Знаеш како викам јас, најверојатно сум добар човек и со добро ми се враќа во животот, па Господ ми го прати Лука да го имам за да ми биде поубав. И да научиш нешто повеќе. Така да, што зборавме? Колку е критичен на Многу. Лука? Да. Точно знае што да каже. Знае, си има свој став, си има своје гледиште на работите. Не му пречи твојата неодговорност? Не Кога знам- кажам за неодговорност... Не, чекај малце, ама не знам од каде ти тоа дека јас сум се уште неодговорна. Не си веќе? Јас сум друг човек, Здравките. И тоа знаеш од кога? Не. После химната. Па добро. Значи ми се тоа- промени перцепцијата за мојата кариера и за моето битие како артиста и како изведувач, ми се промени целото гледиште на мојата кариера. Сепак учиш на своите грешки. Ама апсолутно. Како сите глупави луѓе на светот. Кога кажав неодговорност, мислев на тоа твојот темперамент, твојот дух. Тоа е друго. Значи изрази се како што треба, тоа не е неодговорност. Меѓутоа, ако имаме договорен интервју во 4, Тамара спие до 5. Значи на тоа мислев. Да, ама тоа беше порано, пошто Тамара почнуваше кога имаше 16 години. Значи Тамара почна, сега да не зборам се утре до лице, почнував кога бев многу мала, јас растев созревав со сите заедно. Со целата македонска нација созревав. Така. И грешки правев еден тон, за кој што ми е жал сега. Денеска, мислам, грешки, не зборам за некои големи грешки, али ете така, некои пропуштени работи заради моето Така, но во спиење. тоа време така си па размислувала, така. каснење, знаеш, као ме болеше уво за све, буквално. Значи, го гледав пеењето како хоби. Не ми беше професија. И не бев, А сега веќе не е и не тоа бев толку така. сериозна со ништо. И вака од оваа гледна точка, може би, ете, би требало да беше малце другачија, може би повеќе ќе направи во животот. Што е за мене, мислам, јас не сум задоволна од ова до сега, јас сакам уште многу повеќе. Така што мислам дека... Има време. Па, сега има време, јас за месец дена правам 40 години, не знам уште колку време има, али мислам дека сум у најубавите години. И мислам дека имам доволно искуство и доволно знаење и доволно грешки направи во животот, за да сега оди малце така Посмирено. по-смут. Што не знам, добро, не ми личи тоа на тебе, меѓутоа убаво ми звучи, морам да кажам. За жал мора да споменем една тема која е Која неизбежна. Скочен. За жал. Ајде, што ќе кажеме скочен? Исто така некој ти замерија и за тоа. Зошто сега мора пеење, зошто мора на еден таков начин, на кој мислам дека прочитав една твоја изјава како поинаку ако не со музика. Јас знам дека на луѓето не име до пеење. Јасно ми е се. И може би беше прерано тоа се што ние сакавме да го направиме. Меѓутоа јас тврдам одговорно и на глас кажувам дека на тие луѓе им е потребна помош сега, не за 6 месеци. Значи, постојано ќе им требаме на тие луѓе. И мислам дека јас треба да сум пример како сите треба да направат. Затоа што ако сите се сплотиме и сите го направиме ова што го правам јас, сериозна сума на пари може да се обезбеди и на тие луѓе да им се до некаде олесни животот. Мислам,
ништо на нив не може, нити да им ги врати децата, не може ништо да им ги врати тие Нема утеха едноставно. Нема утеха, јасно ми е. Меѓутоа, сите на свој начин да допринесеме за да бидеме едноставно добри сограѓани, за да бидеме добри луѓе, емпатични луѓе, да бидеме хумани, да бидеме заедно сплотени, да не се делиме и да нема омраза. Зашто омраза? Зашто мора да се мрзиме сите? И зашто мора да се хейтаме? Зашто мора да се пишуваат тие гадости јавно, сите да ги читаат? Мислам, пак ќе кажам... Се трудиш секогаш од луѓето да го излечеш најдоброто? Зависи од кои луѓе. Од тие што сакам, најверојатно да. Од другите немам желба ништо да извлечам. Меѓутоа, никогаш на омразата нема да ја вратам со омраза. Никогаш нема да возвратам онака како што ми е на мене направено. И затоа, го одложивме концертот, го направивме на 8 мај. Желбата и идејата ни е, идејата ни е да се соберат што повеќе пари. Сакаме да направиме еден достоинствен концерт. Сакам да им се одаде почит на сите оние кои што не се меѓу нас, поготово на нашите колеги, кои што верувам дека истото би го направиле за нас. Поготово Андреј. Верувам дека истото би го направил за мене. Така што мојата желба и тоа што јас умеам да го правам е само музика. И немам друг начин да им одадам почит на тие мои колеги и на сите тие деца кои што отидоа на 16. Ќе биде достоинствено, ќе биде со многу љубов, ќе биде едно сосема ново руво во моите песни ќе ги чујат во сосема нов аранжман. И нека биде ова поттик за сите мои колеги понатаму да го направат истото, затоа што мислам дека само така може да ми се возврати на сите добрини кои што они ги правеа за нас. Затоа што и Андреј и Панчо беа неверојатно хумани луѓе. Така? Да. Што се немаа направено до сега. И ова единствениот начин, јас како би можела на нив да им вратам. Единствениот, ја не знам, не познавам друг. Друго, јас не знам што мисли овој народ, ние како заработуваме овде. Кој рече, некој напиша, зашто едноставно не донирате пари? Од каде мене? Јас ги на дрво ми растат мене. Парите ги берам и ги донирам. Немам јас толкава сума на пари од џеп да дадам и да донирам десетици илјади евра. А вака, на овој начин, може да се соберат сериозни пари. 800 луѓе, по 1000 денара карта, тоа се 800.000 денари. Мораме на државата да ја платиме данок, по закон, 18%, останатите пари, ние сите се откажавме од заработки, од паушали, од се. И јас и бендот, и DVD Plus ја носат опремата без пари, и бината, мислам, просторот МКЦ Бениша Чири ни го даде без размислување во првата секунда, кога му го соопшти, кога му ја соопштив идејата. Сите тие луѓе, дизајнери кои што работат, PR агенција која што работи, значи сите луѓе... Многу луѓе се вклучени. Многу луѓе, тоа е сериозна организација. Не е само да отидеме ние и да испееме. Значи, подготовките се сериозни, меѓутоа сите кои што досега се вклучени во цел проект, толку со љубов го прават тоа, да просто едноставно полна ми е душата. И да знам дека ќе се продаде првиот концерт, со задоволство би направила уште еден утре дента. Одма. Така што повик до сите мои колеги да соберат и храброст, и волја, и сила и да го направат тоа. Ако сите заедно тоа го направиме, ќе биде многу ќе биде подобро. Така. За крај да завршиме убаво, нели? Ме изнаплака, ме изнасмеа, здравкице, секоја ти чест. Па дека не сме се виделе многу години, моравме една хронолошки да направиме една емисија. За крај, што нешто може да го слушнеме еве на музички план од тебе?
Албумот? Сега во најбрза иднина, во најскора иднина, правиме преработка со Билбилов, со Роберт, преработка на Време за плачење. Аха. Да. Во една тивка клавирска верзија која што ќе ја и свириме на концертот заедно. Тоа ми е во план да го издадам крајот на април. Имам уште една песна која што се стои во фиока од 2019-та. Исто со текст на Игор Џамбазов и на Роберт Билбилов. Сакам да ја издадам и неа понатаму. И здравје Боже до крајот на годината да издадам и албум кој што го ветувам со години, ама никако да го завршам. Па потоа ќе видиме, ќе се видиме пак. Ќе се Има видиме време пак, само така. здрави и живи да сме. Со Тамара имаме уште па минимум 5-6 животни приказни. Али ајде ќе направиме некоја пауза, па повторно ќе бидеш мој соговорник. Ти благодарам за искреноста како и секогаш. Се надам дека гледачите слушнаа нешто што досега можеби и не го знаеле за тебе, те видоа во едно поинакво светло. Драго ми е дека навистина звучиш посериозно, посозреано, поодговорно. Овој пат не доцнеша на интервју. Така, се надам дека се она што го имаш замислено дека ќе излезе како треба овој пат и дека ќе научиш да учиш на туѓите грешки. И јас се надам. Ако ништо друго, па барем децава мои да научат да учат да ги научиш, така. На тугите, а не на своите. Така, ми беше пријатно друштво, Тамара, се надам дека и на гледачите се гледаме друга прилика. Чао. Ти благодарам уште еднаш, ќе им се заблагодараме на нашите гледачи, доколку успеавме да го задржиме вашето внимание и ако бевме на вашиот избор вечерва, бидете заедно со нас точно за 7 дена.